Вкупно 565 активни цркви и манастири функционираат во рамките на Дебарско-Кичевската епархија, од нив 203 припаѓаат на Охридскиот регион. Во изминатите 50 години самостоен и полн црковен живот се изградиле бројни храмови, цркви, манастири и иконаци. Сите факти од формирањето до денес преточени во првото капитално црковно дело, книгата Дебарско-Кичевска епархија 1967 до 2017, која ќе биде промовирана во недела во катедралната Света Софија. Станува збор за исклучително значајно дело за историјата на МПЦ, распослано на 700 страници, во кое е опишано обстојувањето од ранохристијанскиот период до денес. Ова книга на вистина ќе влезе како еден голем дел од историјата на МПЦ. Инаку книгата Дебарско-Кичевска епархија, како што кажав, представува еден вид шематизам на епархијата. Се разбира, најпрво во првиот дел започнува со стручно-научни прилози, обработени од навистина врвни научници од нашиот период, се разбира. Пред се, значи, е тука академикот Вера Битракова-Грозданова, доктор Саша Цветковски, доктор Александар Тројановски, како и професорот на Теолошкиот на Богословскиот факултет во Скопје, ѓаконот доктор Дејан Борисов, во кој што се обработуваат, значи, се обработуваат уште од рано христијанските мозаици во Охрид се до денешнината, митрополитите кои што биле на овие простори од незиното формирање како таква. Во книгата запишани се сите цркви и манастири кои се изградени на овие простори во 5 градови: Охрид, Струга, Кичево, Дебар и Македонски, бројот, но и ширум селата во регионот. Запишани се и сите свештеници и личности кои оставиле свој белег. Ова дело кој што е поместено, значи во кој што се поместени околу 700 страници, на вистина е голем труд на епархијата и на целата Македонска православна црква. Се разбира, ова се случи со благослов на митрополитот Тимотеј, преку негова идеја заслужни се сите кои што дале свој придонес, особено морам да го споменам тука протереот Игор Никовски, кој што навистина одвои голем труд и одвои голем дел од своето време за да ја подготви целата оваа книга. По овој повод, значи, промоцијата на оваа книга, значи, како што кажав на почетокот, ќе биде веднаш по Светата архиерейска литургија во храмот, во катедралниот храм Света Софија. И навистина ги поканувам сите верници од Охрид, но и од околината, се разбира и од целата Македонија, сите православни верници, сите кои што се заинтересирани навистина да го видат ова дело и да присуствуваат на овој голем настан, на овој свечен чин. Охрид како македонски православни центар е седиштето на Дебарско-Кичевската епархија. Тука се наоѓало седиштето на древната Охридска архиепископија, која незаконски била укината во далечната 1767 година, но повторно возобновена после 200 години во 1967, зашто лани на 1 октомври се одбележа 50 годишниот јубилеј. На промоцијата на книгата во недела ќе присуствува и архиепископот Охридски и македонски господин Стефан, а промотори ќе бидат председателот на МАНУ, академикот Таки Фити и епископот Хераклејски господин Климент.